Добар ден, убав ден ви посакувам на сите вас кои што и во овој сончев мајски ден сте сепак пред телевизиските екрани, односно на програмата на Алфа во очекување на новото издание на Алфа Ординација. Денес зборуваме за тема која што верувам дека ќе го предизвика вашиот интерес и ќе го задржиме вашето внимание до 1 часот и 15-20 минути, а до тогаш верувам дека ќе ви имаме на телефонските броеви кои што добро ги знаете, 2600 373 и 3253 703. Денеска ќе се осврнеме на најефикасната техника за снимање која што се користи за поставување дијагноза, за одредување на стадиумот на болеста, се проценуваат ефектите од терапијата на канцер, а истата помага и при планирање на радиотерапија и хемотерапија кај повеќето карциноми. Тоа е техниката наречена 5КТ, а за каква техника станува збор, за што се користи и каков е ефектот од истата, денеска во Алфа Ординација зборувам со доктор Лилјана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина од Аџбадем Систина. Добар ден за вас, докторки, добро дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден на вас и на вашите гледачи. Ќе го изреализираме нашиот концепт до крај, она што сметавме дека треба да се објасни на гледачите, да се објасни самата техника, при тоа дека веќе постои 3 години во Аџбадем Систина веќе се употребува, има доста добар ефект. За оние кои што знаат, сигурно ќе им биде едно потсетување, но на оние гледачи кои што не гледаат, а не им е познато, ќе им дадеме едно добро објаснување. Пред да зборуваме за самата техника, на почетокот како вовед во целата оваа тема, подетално може да објасниме за нуклеарната медицина. Што представува? Така, како што кажавте, јас сум специјалист по нуклеарна медицина и многу од пациентите, па и гледачите, не им е јасен овој поим, па би сакала накратко да објаснам. Значи, нуклеарната медицина е еден посебен тип на медицинска специјалност во која што се користи радиофармацевски препарат за експериментални цели, дијагностика и третман. Значи, што тоа значи? Јас би рекла, како на шега во наводници, тоа е една ендорадиологија. Значи, радиологија од типот зрачењето е од внатре. По апликација на радиофармацевски препарат, кој што е специфичен за одредено заболување, одредена болест, значи, нуклеарната медицина е орган или ткиво специфична дисциплина, значи, зрачи самиот пациент, а додека апаратот кој што се користи во нуклеарната медицина за детекција се апарати кои што немаат радиација, туку само го детектираат зрачењето кое што се произведува од пациентот на кој што е аплициран радиофармацевскиот препарат. Значи, во нуклеарната медицина се користат два типа на апарати. Тоа се гама камери, кои што имаат за цел да детектираат гама зрачење, и тука се користат, значи кај нас се користат широка палета на радиофармацевски препарати. Кај нас најчесто употребувани се технециумот метастабилен или технециум 99М и јод 131, а секако дека постои друга широка палета на радиофармацевски препарати. Со неколку збора би кажала и што е радиофармацевски препарат, нели? Радиофармацевски препарат е всушност една комбинација од радиоактивен изотоп врзана за еден фармацевски препарат, која што се прави во инвитро, во лабораториски услови ова врзување и се добива, значи, од една страна фармацевски препарат кој што е специфичен за соодветен орган или соодветно заболување, врзан со радиоизотоп кој што ние во нашата специјалност го користиме како маркер, односно како детектор, односно како зрачење кое што се детектира од апаратурата која што се користи. Или по-просто, по апликација на одреден начин, дали е тоа интравенски или орално на радиофармацевскиот препарат, во зависност од типот на заболувањето кое што сакаме да го детектираме, тој се движи низ организмот и патува до местото кое што е заболено. На тоа место се прикачува, подлежи на одредено врзување на метаболно ниво, и при самиот тој процес имитира и одредено зрачење кое што соодветниот уред го детектира, па ние добиваме една слика на која што се добива приказ на заболувањето во облик на, велиме, топли или ладни зони во зависност од типот на заболувањето. Освен овој тип на апарати гама камери, постојат и овој најсофистициран или најсовремен апарат, тоа е 5КТ апаратот или тоа е кратенка за позитрона емисиона томографија, споена со компјутеризирана томографија. И овој апарат детектира гама зраци, меѓутоа произведени од позитронски, велиме, емитер. Радиофармацевски препарат составен, врзан со позитронски емитер, кој што во текот на своето патување во организмот
испушта 2 гама зраци кои што биваат детектирани од овој уред. И заради тоа велам дека нуклеарната медицина е специјалност која што на некој начин ја велиме ендорадиологија, за разлика од другите модалитети во радиологијата, како што се компјутерската томографија, каде што самиот апарат продуцира X зраци и со поминување на тие X зраци низ организмот се добива слика. Така. И сега при самото читање и информирање околу оваа наша денешна тема, конкретно за техниката 5KT, она што можев да го забележам и да го прочитаме, дека оваа техника, рековте, најсофистицирана, односно дава брзо и ефикасно дијагностицирање за понатамошно лекување и терапија кое што е на останатите ваши колеги онколози, но она што ете сигурно е важно за нашите гледачи е каде најмногу се користи оваа техника. Така. Значи, пред тоа би сакала да кажам дека 5KT уредот е уред кој што е релативно нов. Тоа релативно значи кај нас постои прв ваков инсталиран уред во Ачибадем Систина и постои веќе 3 години овој 5 центар. Меѓутоа во светот се користи од многу одамна. Значи, првите почетоци на позитрона емисиона томографија се негде 50-тите години, а додека првиот 5KT уред инсталиран во Америка е во 2000-тите години. И сега секако дека постои пософистициран апарат од овој, тоа е 5MR, односно комбинација на позитрона емисиона томографија и магнетна резонанса, инсталиран во Америка повторно 2011 година. Значи, само тоа го кажувам за да видиме дека навистина е ова една понова техника за сликање. Своја примена уште од самите почетоци наоѓа во најмногу во онкологијата. Па би можела да кажам во нашето досегашно искуство дека околу 90% од пациентите кои што се сликани, а веќе имаме околу 1000 пациенти сликани за овие 3 години, се онколошки пациенти, односно пациенти кои што имаат некој тип на малигно заболување. А додека само 10% останува на другите индикации, а другите индикации за сликање на овој апарат се во неврологијата, значи за детекција на деменции, односно да се диференцира дали се работи за Алцхаймерова деменција, за фронтотемпорална, мултиинфарктна и така натаму, и за детекција на епилептични фокуси пред оперативни третмани, како и своја примена наоѓа во кардиологија за детекција на виабилност на срцев мускул, значи дали срцевиот мускул е исхемичен, невиабилен или виабилен. И во поново време многу често се употребува за детекција кај инфламаторни, кај воспалителни заболувања. Секако дека ние специјалистите по нуклеарна медицина имаме соодветни протоколи по кои што работиме во зависност од индикацијата која што е поставена. Меѓутоа, како што и самите рековте, како што и гласи овој насловот на оваа емисија, и произлегува од тоа што 90% од индикациите се онколошки. Најчести индикации во онкологијата, најчести индикации добиваме од хематоонколози. Значи, тоа е лимфомите се на прво место, потоа меланомите и потоа следат сите типови на карциноми. Значи, карциноми на дебело црево, на панкреас, карциноми на глава и врат, значи каде што тука анатомските моделитети многу тешко диференцираат што е виабилно, а што не е. Понатаму во разговорот ќе се осврнеме и на тоа како изгледа самиот процес на снимање, но она што сакав во контекст на ова да ве прашаме колку од пациентите се информирани за самата оваа техника, односно за нејзиното постоење. Рековме во Ачибадем Систина е веќе 3 години оваа техника, оние кои што секако доаѓаат, вие водите одредена статистика и доста е добра бројката, но генерално вашето искуство и вашиот впечаток каква е информираноста на пациентите кои што за жал имаат ваков проблем за самото постоење на оваа техника? Значи, ние од почетокот на нашето работење сме многу транспарентни, па сигурно се сеќаваат гледачите на едногодишното постоење од 5 центарот во Ачибадем Систина. Ние објавивме нашата бројка, значи во првата година имавме околу 200 пациенти, што за нас беше одлична бројка со фактот дека во многу познати светски центри, морам да напоменам дека оваа услуга во моментов е само на приватна основа, значи не подлежи под Фондот за здравствено осигурување. Значи самиот тој факт укажува на тоа дека не може да имаме многу поголема бројка, меѓутоа ние како оддел сме многу задоволни што веќе после 3 години бројката достигна 1000 пациенти, што значи дека бројот рапидно расте.
И морам да напоменам тука дека освен едукација на пациентите, ние истовремено на некој начин, така да кажам, правиме и едукација на нашите колеги за вистинските индикации за овој апарат, бидејќи и тие за прв пат се сретнуваат со ваков тип на апарат. Морам да кажам и едукативно дека овој апарат е всушност фузија од два модалитети, од два апарати. Значи, позитрона емисиона томографија е делот кој што е функционален, односно кој што врши детекција на функционалните, на метаболните промени во организмот. Додека компонентата CT или компјутеризирана томографија е анатомска компонента, анатомски модалитет за сликање. Па успешноста и совршеноста и сензитивноста на овој апарат е во тоа што имаме фузија на двата модалитети во едно, со што кај ваков тип на пациенти, онколошки пациенти, е многу значајно. Значи, со едно сликање добивате податоци за целото тело, без да го преместувате пациентот од еден на друг апарат. Значи, тоа е многу значајно, особено овие пациенти се доста тешки пациенти, повеќето од нив, така да освен што се скратува времето на сликање, бидејќи имате сликање со еден апарат на два модалитети, нели се комоцијата на пациентот зголемува, бидејќи со едно поместување на креветот, значи тој добива два типа на сликање, кои што потоа ние по пат на софтвер, компјутерски софтвер, правиме фузија на овие две сликања и добиваме наод соодветен за пациентот. Да. Како што и рековме, со техниката 5KT се овозможува брза и ефикасна детекција, односно диагностика на одредени малигни тумори или во оние 10% други заболувања кои што ги споменавте. И тука би сакала да се задржиме на самата важност за самото рано диагностицирање, колку е важна раната диагностика во припонатамошното лекување. Така, особено важна, да. Особено кај овој тип на пациенти, секој момент значи живот. Да. Односно, раното откривање на... Прво е многу битно раното препознавање на симптомите. Што тоа значи? Значи, гледаме дека секаде во светот, па и кај нас, расте процентот на едуцирано население по однос на само диагностика на некој начин, да кажам. Значи, прво е многу неопходно еден само преглед, да се направи за да пациентот забележи било каква промена. Да речеме, кај карцином на кожа е многу битно да ја наблюдувате вашата кожа, па да ги следите промените на соодветните бемки и така натаму. Кај лимфомите кои што се во пораст и во многу голем број, да се напипаат квргици, лимфни јазли по телото, кај одредени симптоми од типот на засипнатост, кои што може да сугерираат карцином на ларингс, да ве наведат. Значи, само прегледот е многу битен и само диагностиката. Следната стапка во раната диагноза би било јавување веднаш кај својот матичен лекар, кој што според симптоматологијата ќе ве упати во соодветната институција. Значи, овие стапки и чекори треба да бидат многу брзи, за да потоа дојде диагностиката со соодветните технички уреди, како што е 5KT. За жал, вообичаено добиваме повеќе пациенти кои што веќе имаат диагностицирана малигна болест. За жал, велам, со оглед на тоа што работиме само 3 години и мислам дека се уште треба да се работи на полето на права индикација во вистински момент. Значи, што тоа значи? Многу е значено да се направи иницијален 5KT, односно 5KT пред било каква друга постапка. Зошто? Заради тоа што на тој начин ќе се диференцира дали се работи за солитарен, единечен, примарен тумор, без ширење локално или дистантно, па потоа ќе се пристапи кон негова биопсија и секако дека една од придобивките на 5KT е и циљана биопсија, значи на она што ќе го видиме дека е метаболно активно и за кое што сигурно ќе кажеме дека е малигно, да се направи биопсија, бидејќи сепак биопсијата е златен стандард во добивање на прецизна и точна диагностика, односно во точно детектирање на карциномот. Велам биопсијата заради тоа што 5KT уредот е доста сензитивен, меѓутоа не е и 100% специфичен. Значи, он е сензитивен, но во смисол со сигурно можеме да кажеме дали промената е малигна, дали се работи за воспаление или некој друг тип на промена, меѓутоа не можеме да кажеме за точниот профил имунохистохемиски на самиот малигна болест, зашто ни е потребна биопсија. Тоа е, значи, во суштина стапката како да се дојде до 5KT скенирање.
Ако се прави тој иницијален скен, тогаш ќе имаме брза диагностика и сега за среќа во клиничката болница Ачибадем Систина работиме како мултидисциплинарен тим, па е потребно еден ден за да добиете комплетно испитување и евентуално неколку дена чекање на патохистолошкиот наод за да добиете точна диагностика на типот на канцерското заболување, односно толку време не ведели од започнување на терапија. Употребата на 5К помага за успешно планирање и на радиотерапија и на хемотерапија, а потоа следува и самото следење на ефектите од терапијата. Како успешно се одредува хемотерапијата и радиотерапијата? Вие многу убаво ја почнавте емисијата со воведот, значи која е се примената на 5К, значи освен во диагностика, рана диагностика, многу повеќе можам да кажам се користи во детекција на локални или далечни метастази, односно велиме одредување на стадиум на болеста, на проширеност на болеста, во следење на ефект на спроведена терапија и во планирање на радиотерапијата. Во однос на првиот дел рана диагностика веќе кажавме, значи веќе кога ќе се воспостави диагнозата, се започнува со соодветна терапија и вообичаено колегите лекари од соодветни специјалности праќаат велиме во така наречен интерим 5К или 5К во тек на лекувањето. Воколку имате иницијален 5К скен и правите интерим 5К скен, со нивна компарација, значи може да видите каков е ефектот на дадената терапија. Или едноставно да објаснам, воколку видите еден тумор кој што е сензитивен на хемо или радиотерапија, се почне терапијата, значи ние правиме освен визуелна проценка на сликите, правиме и семиквантификација со помош на така наречена SUV вредност или стандардизирана аптек вредност, вредност на прифат на контрастот во самата туморска маса. И со компарација со тој интерим или средишен 5 скен, ние можеме да кажеме да, таа туморска маса е, велиме во наводници ние, оладена, односно изгубила метаболна активност, меѓутоа е се уште присутна. Што на клиничарот кој што ја спроведува терапијата ќе му даде податок дали оваа спроведена тераписка постапка е добра, дали треба да продолжи со истата или пак треба да ја промени. Значи, порано кога не постоел 5К апаратот, сето тоа било проценка, значи на компјутерска томографија вие гледате туморот дека е намален во големина, меѓутоа не знаете дали е тој виабилен, дали е жив, дали е активен, или пак е тоа фиброза или цврсто ткиво од самата тераписка постапка. Со 5К тоа многу добро се гледа и на тој начин му давате правец на во случајов онкологот, дали да продолжи со третманот. И последниот 5К скен се прави по завршување на терапијата. Воколку тераписката постапка е правилна, тогаш би требало на 5К скенот да немаме метаболна активност, односно акумулација на радиоактивниот препарат. Во контекст на ова само би сакала каков е механизмот на акумулација на радиоактивниот препарат во туморските клетки. Нели многу додека не слушаат, ќе се запрашаат како ние тоа го гледаме. На почетокот кажав како е со другите радиофармацевски препарати во нуклеарна медицина, меѓутоа конкретно за овој, значи најчесто употребува радиофармацевски препарат во 5К диагностика е флуородезоксигликоза. Односно тоа е врска меѓу флуор 18, кој што е радиоактивен изотоп, врзан со гликоза, супстанца која што природно сите ја имаме во организмот. Сознанието од многу одамна дека туморските, канцерските клетки се клетки кои што многу брзо се размножуваат, растат, значи бујаат и го потискаат околното здраво ткиво, во тој процес на свој раст тие користат енергија. И енергијата е докажано дека е гликоза. Па овој процес на користење на гликозата од страна на малигните клетки е искористен во апликацијата на флуородезоксигликозата. Значи во случајот флуорот ни е само трасер, маркер, а гликозата ја обележуваме по одредена хемиска постапка, се обележува со тој флуор. Препаратот се аплицира интравенски и после 1 час се прави сликање. Овој 1 час е доволен да овој радиофармацевски препарат се дистрибуира во организмот и да се гликозата од овој радиофармацевски препарат, радиоактивна на некој начин гликоза, акумулира во местото каде што постојат малигни клетки и со помош на овој детекторски уред, 5К скен,
кој што работи по одреден пристап на прстен со кристали, значи се фаќаат на некој начин тие зрачења од самиот апарат и со помош на компјутерски софтвер сето тоа се обработува и добиваме една мапа на некој начин на целото тело со топли зони каде што се наоѓаат малигните промени. Така. Од аспект на пациентите, претпоставувам дека е исто така важно да се знае, односно да споменеме како изгледа процесот на снимањето, односно што е неопходно да направи самиот пациент при подготовката за снимање со ПЕТ. Така. Секако, значи кажав, најбитно е точна индикација, а потоа пациентот се јавува на нашиот оддел и добива соодветни писмени и устни препораки за негова подготовка. Подготовката за ПЕТ-КТ скенирање започнува 24 часа пред скенирањето. Значи, ние даваме до пациентот пишан документ во кој што се даваат советите од типот, значи 24 часа пред ПЕТ-КТ скенирањето да нема физичка активност. Значи, зошто е тоа битно, значено? Заради тоа што мускулите се орган кој што користат многу гликоза, па воколку би имало физичка активност, на ПЕТ скенот ќе добиеме изразена акумулација на овој препарат во мускулите, што ќе не е отежна интерпретацијата. Потоа се препорачува да не се внесуваат јаглени хидрати, повторно од истата причина, бидејќи тие велиме на некој начин компетитивно инхибиторно, односно ги инхибираат оние места кај што треба да се врзе радиоактивната гликоза. И секако 6 часа пред сликањето да не се внесува воопшто храна, значи пациентот да дојде гладен на сликањето, а дозволено е внесување на течности без шеќер. Значи тоа е подготовка пред сликањето. На денот на сликањето пациентот доаѓа во нашиот оддел и подлежи на една детална анамнеза од специјалистот по нуклеарна медицина, во која што се земаат сите податоци за негови претходни заболувања, за некои повреди, трауми, значи сето тоа може да се интерпретира на ПЕТ-КТ скенот и да се детектира некои скори инфламаторни заболувања, нели реков дека се користи ПЕТ-КТ и во детекција на инфламаторни заболувања, значи сите тие податоци нас не олеснуваат интерпретацијата на самата снимка. Потоа даваме за поспокојно изведување на сликањето, ние по протокол бензодиазепин во мала доза, со што на некој начин вршиме и мускулна релаксација кај пациентот, се поставува браунила во вена и потоа веќе добиениот радиофармацевски препарат флуородизоксиликоза, кој што го добиваме во нашиот оддел во мултидози и се двои во единачни дози според телесната тежина на пациентот, овој радиофармацевски препарат се аплицира кај пациентот. Пациентот во одделот престојуваат во засепни простори, каде што треба да мируваат, нели, да бидат спокојни. Сето тоа повторно за вистинска интерпретација на сликата и сликањето започнува 60 минути, некогаш и до 90 минути после апликацијата на радиофармацевскиот препарат. Реков веќе тоа е период доволен за да се дистрибуира во малигните кели овој радиофармацевски препарат. Самото сликање зависи од пациент кај пациент во зависност од висината на пациентот, нели, трае од 20 до 25 минути. Значи, многу кратко време. Најпрво се прави краток ЦТ на цело тело, значи компјутерска томографија на цело тело и симултано во исто време се продолжува со позитроната емисиона томографија. После завршување на постапката, пациентот останува во нашиот оддел уште 30 на минути, додека да видиме дали е се технички во ред со самото сликање и потоа се враќа на своите секојдневни обврски. Морам да кажам дека овој флуородезоксигликоза изотоп, односно сите позитронски емитери се кратко живеачки. Тоа значи дека имаат краток живот на полураспад, односно полураспад значи половина од дадената радиоактивност ќе се распадне за соодветно време. Овој препарат флуородезоксигликоза има полуживот од 110 минути, значи неполни 2 часа, што значи ако колку што ја објаснив постапката, пациентот престојува кај нас 3 сата, значи ние веќе го испуштаме пациентот од одделот во доза која што е дозволена за околината, значи веќе половина од радиоактивниот препарат е елиминиран и пациентот, затоа реков, може да се врати на своите секојдневни обврски.
Да. Верувам дека логично и природно би било да ете пациентите можеби стравуваат или се прашуваат колку е самиот скен безбеден за нив и сигурен. А тука може да споменеме, ми се чини не кажавте, не спомнавме досега, за никакви критериуми помеѓу возраста, полот можеби за самата употреба на петката. Така. Значи, ќе кажам, нема никакви ограничувања. Значи, најпрво физички апаратот е многу комфорен, значи неговиот агентри, тој отвор, сите веројатно некогаш во животот сте биле на компјутерска томографија или магнетна резонанса, па нели непријатноста е затворен простор, клаустрофобично и така натаму. Значи, овој апарат има едно широко гентри, поширок отвор од останатите анатомски модалитети. Нема бучава, значи нема никаков звук, така да најпрво физички апаратот е многу пријатен, да кажем, ако може да се каже, нели дека самата процедура е пријатна. Второ, нема никаква инвазивност во изведување на самата постапка, значи најинвазивната работа е боцкањето во вена. Самите радиофармацевски препарати се безбедни, значи немаат никакви несакани ефекти, така да нема никаква контраиндикација, освен апсолутна контраиндикација за сите нуклеарно-медицински процедури, не само за ова скенирање, е бременоста. Бидејќи се смета дека радиофармацевските препарати кои што се отворени извори на ионизирачко зрачење може да делуваат негативно на фетусот, а релативна контраиндикација е бременоста, се извинувам, лактацијата, значи апсолутна е бременоста, релативна е лактацијата или периодот на доење. Зошто релативна? Затоа што ако се работи за апсолутна важност да се направи оваа постапка, се даваат соодветни препораки за прекин на доењето, нели да се измолзе пациентката, значи само во колку постои апсолутна индикација да се направи ова сликање. Инаку други ограничувања не постојат, значи нити по возраст, нити по пол, така да сме сликале и дечиња, најмалиот пациент ни бил 5 години. Единствена разлика е што воколку пациентот не е комуникативен, значи потребно е сликањето да се изведе со анестезија, за да би можеле нели да имаме мирен пациент 20 минути. И истото се однесува и за дечињата кои што вообичаено нели не можат да издржат толку време мирни, тука даваме блага седација. Така. Рековте дека самиот процес трае 25 минути до половина час, можеби за некои пациенти одредено индивидуално, според висината, ако добро ве разбрав. Но колку всушност трае периодот за добивање на самите снимки? Рековте 3 часа по отпуштањето на пациентот, тогаш веќе се добиваат снимките или? Не, секако не. Значи после сликањето на пациентот, значи ние гледаме дали технички е се во ред, дали немаме никои артефакти, па би требало некоја регија да се повтори во сликање, значи во однос на техничките параметри. Инаку самата компјутерска обработка трае малку подолг период. Значи вие имате дел позитрона емисиона томографија, компјутерска томографија, се прави нивна фузија и потоа ние правиме обработка на резултатите. Значи се гледа партијата 5, па ЦТ, па фузијата, се прави семиквантификацијата која што е спомена во колку постојат промени и самото издавање на резултатите е до 48 часа од ПЕТ-КТ скенирањето. Значи вообичаено пациентите го добиваат резултатот најкасно после 48 часа, во колку нели нема некој поопширен наод каде што е потребно подолга обработка, тогаш може и покасно. Меѓутоа ние тоа сме го решиле со тоа што ги повекуваме пациентите, нели да не чека, туку во моментот на готов резултат се јавуваме и тие доаѓаат, а се трудиме да биде пракса и бидејќи соопштување на недобри резултати понекогаш е непријатно, да понекогаш ги пратиме резултатите кај лекарот специјалист кој што го индицирал ПЕТ-КТ скенирањето. Да. Бидејќи вашата професија и вашата работна задача навистина не е едноставна, она што треба да го направите, самата дијагностика, детектирање на малигните тумори или за одредени останати заболувања за кои што се употребува техниката ПЕТ-КТ и соопштувањето на истото на пациентите навистина не е едноставно. Од друга страна, со оние пациенти кои што досега го направиле ваквото испитување, со оние со кои што вие сте се соочиле, кои се нивните најчести прашања
или она што најмногу ги интересира во тој поглед. И во контекст на ова, од оние пациенти кои што досега го поминале ова искуство со ваквата техника, колкав е ефектот при нивното, да кажам, закрепнување или подобрување од самата терапија, која што сепак со раната диагностика побрзо доаѓа? Значи, бидејќи кажав многу предности за 5К, пред да кажам нели што мислат пациентите, да кажам дека 5К скенирањето во нашата држава во моментов има еден недостаток. Значи, услугата е потполно приватна, значи, не оди под фондот, така да цената на чинење на радиофармацевскиот препарат е висока, така да не секој може да се го приушти ова 5К скенирање, меѓутоа јас велам, нели, понекогаш кога е потребна брза и рана диагностика, секој ќе најде средства. Значи, секогаш првото прашање е тоа, нели? Да, така. Што ќе добијам јас од самото скенирање? Нели, со оглед на тоа што финансиски е доста скапа услуга. Да. Значи, одговорот е секогаш. Значи, во колку направите многу испитувања, 5-6 ќе ви треба подолго време, најмалку еве да се закажуваат секој ден ќе ви треба 5 дена, со ваков тип на сликање, со еднодневно скенирање во траење од 3 часа, ќе добиеме увид на сликата во целото тело, во колку се работи, зборуваме за добра индикација за одредено малигно заболување. Второто прашање е секако ризикот од радиација. Да. И морам да кажам, да напоменам и секогаш објаснуваме дека ризикот е минимален ако го компарираме со бенефитот кој што го добиваат пациентите. Со нашето загадување кој што постои, понекогаш велиме дека надворешната радиација е многу повисока отколку радиацијата која што ја добиваат пациентите со овој радиофармацевски препарат, а самиот факт дека е многу краток полуживотот на радиофармацевскиот препарат, значи тој има краткотрајно делување врз целиот организам, така да ќе повторам, ризикот е минимален во однос на бенефитот кој што го добиваат пациентите. И следно прашање е, нели, за колку време ќе го добијам резултатот, што во колку, нели, се откријат метастази и така натаму. Меѓутоа, реков, ние работиме мултидисциплинарно, па многу лесно. По завршување на 5К скенирањето, пациентите вообичаено ги праќаме во нашиот оддел за онкологија и радиотерапија, каде што речиси во истиот ден добиваат препорака за како понатако да се третираат. Имаме многу среќни приказни, така да кажам. Значи, некогаш не се радувам кога имаме кај пациентот резултати каде што не се откриле промените, а ние ги откриваме со 5К. Нели, сепак и ние сме луѓе, мислејќи на тоа зошто толку време е изгубено за да дојдеме до права диагноза кај пациентите. Меѓутоа, велам, и почесто сме среќни затоа што имаме пациенти кои што правеле и по 5-6 контролни 5К скенови, каде што следиме како болеста исчезнува и како настанува излекување. Значи, имаме многу такви среќни приказни, така да морам да кажам дека раната диагностика и соодветниот третман не значат брзо закрепнување на овие пациенти и во денешно време не можеме да кажеме дека канцерските заболувања означуваат крај на животот. Туку, нели, многу од канцерските заболувања се излекуваат. Ќе продолжиме со нашата денешна тема веднаш по краткиот блок маркетинг предвиден за овој период во Алфа ординација. Останете со нас. Се враќаме повторно во студиото и продолжуваме со денешното средно издание на Алфа ординација, а нашата денешна тема е брзо и прецизно диагностицирање на малигните тумори со техниката 5К. Мој денешен гостин доктор Лилијана Муратовска, специјалист по нуклеарна медицина во Аџибадем, Систина. Оние кои што не гледаат од самиот почеток веќе го слушнаа самиот воведен дел во разговорот, но и нешто поопширно околу самата техника на 5К апаратот, како и неговата примена, но и ефикасноста од истиот, а во продолжение ќе позборуваме и за останатите прашања кои што треба да се одговорат, но и за оние можеби исто важни детали кога станува збор за самата диагноза не само на малигните тумори, но и туку и на останатите боледувања. Но претходно ќе го вклучам гледачот кој што ги имаме на линија. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јавуваме од Охрид. Поздрав до вас и до Охрид, повелете. Хвала, благодарам ви.
имат негде 7-8 месеци со жена ми. Во Скопје одиме цело време во во хематологија. Добро. Од тука имаме во Невлео, имавме некои упути од Охрид, со глата некои проблеми. Меѓутоа, Па продолжете, ве слушаме добро. и сега бе последниот пат во петоком, ме потераа од Охрид директно за гинеколошко. Таму само го видоа вака и ме упутија во како се вidi, во хирушко. И видео таму анализиве, ми вика дечко, жена ти не е за овдека. Меѓутоа, има 7-8 месеци, значи жена ми сега стана непокретна. Пред 4-5 дена му истадоа вода во Охрид, во интерно оделение. Пак почна да му се полни стомаком со вода. Јас не знам што да правам. Може ли само возраста на пациентката и што симптоматологија е имала? Точно симптомологија сега, како диагноза, ние не знаеме 8 месеци не гњаве Скопје. Не ја знаете точната диагноза? Точна диагноза немаме. Добро, а симптомите? Освен ова последново што го кажавте, симптомите останати? Сега му стадува вода во четвртокон во Охрид. Во петокон ме прати директно во женски лекар во Скопје. Одам таму, ми вика жена ти ваму, таму ме терет во хирушко. Ми врати Добро, од Скопје. да, го разбравме тоа, но што чувствува вашата сопруга? Симптомите? Омалаксана е скроз, значи ниту јадит, почна последно време да површтат. Дали имате некои лабораториски исследувања, некои други параметри, снимки? Слики имаме само од глата магнетна што го направија во Охрид и абдомон. Абдомон сега во четвртокон приватно и тоа го направив. И тоа е се уредно? Кажи ми со вода дека е. Добро, Не беше уродне, кажи беше дека е со вода полното стомакон. Од тука јас истиот ден појдов во интерно и му го истадоја. Утре да се бајле пак му се наполна со вода. А има сега неколку дена ниту станви, ниту јајц, само повраштат. добро. Еве, ќе го слушнете одговорот, иако благодарам. можеби не е едноставно да се даде одговор Да, на прашање многу, да. без диагноза и без нели лично. Значи самите гледање на симптоми се многу неспецифични, така да кажам. Нели, една општа омалаксаност, вели пациентот 7-8 месеци колку што разбрав трае сето ова, дека прво биле на неврологија, па Различни гинекологија оделенија, и така натаму. Значи јас што би советувала тука, иако јас сум сепак диагностичар, би советувала да се започне со најпрво лабораториски анализи, кои што ќе дадат еден увид за каква состојба се работи. Секако дека тука постои индикација и за обработување на туморски маркери. Потоа, како што рече господинот, направени се некои снимки, да се тие добро прочитаат. Водата во стомакот или асцитот, исто така течноста кога се вади, треба да се прати на цитолошка анализа, значи анализа од страна на патолог, да се види дали постојат некакви клетки во таа течност или не. И таа може да биде од процес во самиот абдомен, во самиот стомак. Значи и од бенигни и од малигна природа. Па потоа да се индицира понатамошно испитување. Апсолутна индикација за 5КТ кај госпоѓата нема, бидејќи навистина не знаеме за каков тип на болест се работи. Значи би требало да се оди, како да кажам, чекор по чекор, па потоа да се дојде до 5КТ скенирање. Така, имаме следен гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Јавувам од Прилеп. Имам тумор бениген на главата меѓу мал и среден мозок. Тоа со снимање на магнетна резонанца во Битола го откривме, случајно усето мислишки. Тоа е на кранијални нерви. Поточно на нервот за слух. Го третиравме со гама ноќ на 11 април во Турција во Истанбул. Сега, ако се направи 5КТ снимање, тоа е скенирање, дали ќе знаеме дали е активен се уште или веќе е изгорен од гама зрачењето. Ми рекоа после 6 месеци да направам магнетна за контрола во Истанбул. Доволно? Ви благодарам за јавувањето. Благодарам. Значи, морам да напоменам дека недостатокот на флуородезоксигликозата, која што се употребува во 5КТ скенирањето, е што мозокот е еден орган
кој што има најголемо искористување на гликоза, најголем прифат на овој радиоактивен препарат. Како што кажа господинот, се работи за тумор, како што рече, бенигнен. Бенигнен, да. Значи, кој што претходно не знаеме дали бил метаболно активен или не. Значи, златен стандард за диагностика на тумори во мозокот е магнетната резонанса. Постои и во 5К диагностика на тумори со други радиофармацевски препарати. Меѓутоа, ние во моментов располагаме само со овој радиофармацевски препарат, бидејќи другите позитрони емитери имаат уште пократок живот, кој што зборуваме за 5 минути, 2 минути, па ние немаме начин како да тој го транспортираме, бидејќи во државата немаме производство на радиофармацевски такви препарати. Така да со овој наш препарат флуородезоксигликоза, сензитивноста за мозочните вакви тумори е мала. Втора работа која што би била како недостаток за да се користи 5К кај ваков тип на промени е тоа што после гама наив таква процедура настанува ожилјак, лузна на тоа место, па таму повторно ќе има фиброза и ќе го добиеме како една ладна, неактивна зона. Значи, единствено флуородезоксигликозата се користи кај глиомите, таков тип на агресивни тумори на мозокот и тука дава позитивни резултати. Така да препораката е дека пациентот да направи магнетна резонанса, која што е златен стандард во диагностика на ваков тип на тумори. Имаме следно прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Вака, ја имам 4,5 месечно бебе и го оперирам од тумор на тестиси во државна болница, државна хирургија. И сега, откако е оперирано детето, ништо не сака, мислам, ексклузивно е на доење и не сака да цица, не сака да пие ништо, течности. Како, не знам дали е тоа добро што не пие, дали е уште опатено од операцијата тоа, дали... А каков се извинувам, каков тумор на тестис, бенигнен? Па не знаеме дали е бенигнен или манигнен. Значи го испратија тоа на биопсија и кога ќе бидат готови резултатите, тогаш ќе ни речат дали е бенигнен или манигнен. Беше многу мало, им беа страв да му направат во магнетна резонанса и одма директно отидовме на операција. Бевме кај докторот Ѓорѓевик во Систина и он ни потврди дека е тумор на тестис и ни препорача да направиме тумор маркери и тоа испадна дека е многу високо и беше хитно за операција. И му направи операција и после операцијата не требаше да пие млеко, 2 дена не пиеше, само беше со течности, а сега ништо не сака, ни течности, ни соп, ни чај, ни млеко, ништо. Не знаеме што да правиме, но стоп плачно, стоп си кенка. Се јавивме на докторот, вика, околу исхраната не можам ништо да ви кажам, само околу оперативниот систем, ако има нешто, донесете го. А го оперираше докторот Меонов во државна хирургија. И сега не знаеме што да направиме. Имаме послушено прашање за колку време би било потребно да се знае резултатот од биопсијата, колку време е потребно да се разгледа. Потоа ни викаат околу 2 недели. Дали е тоа точно? Добро, сепак ова прашање на друго место бара одговори. Би советувала да пациентката го однесе своето бебе, кој што е многу мало, кај педијатар. Значи да се посоветува што понатака, значи после интервенција, секако дека тоа се нормални симптоми, сепак нели кај возрасни луѓе, а не кај вака мали дечиња. А по однос на биопсијата навистина не би можела да одговорам заради тоа што во нашата болница биопсијата можам да кажам, значи за многу кратко време, 2 до 3 дена во колку е потребно имунохистохемија, тогаш малку подолго може да трае тој процес, меѓутоа во другите институции ќе мора да се јават во институцијата каде што е однесен препаратот за да добијат точно информација нели за колку време ќе биде готов наодот. Добар ден за следниот гледач. Ало? Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, повелете. Јас имам тумор на бешиката. Ме установија во 8 септември. Ама сега не се нафаќа, аз сум оперисат, ми се губи крвта и железото го губам, доваѓам до 0 и ми разложува зашто сум диабетичар, имам стенови со срце, со астма, со се. Што ќе ме советувате и што како да правам? Кај да го тражам крајот? Благодарам. Значи, јас уште еднаш морам да напоменам дека зборуваме за диагностика. Според ова што го кажа пациентката,
значи ќе треба да се јави кај уролог кој што ќе направи проценка за целата состојба, нели, дали е таму процесот инвазивен и секако дека потоа ќе упатат пациентката и кај онколог во колку е ситуацијата иноперабилна, да, нели, даде соодветна терапија. Онколошките третмани се широка палета во поново време. Нашата болница работи со најновите препарати, така да сигурно има некои препарати кои што можеби ќе делуваат кај пациентката во колку се работи за иноперабилен случај. Меѓутоа сепак тоа мора да се процени од лекари од друга специјалност, нели, уролог и така натаму. Да. Зборуваме за една чувствителна и секако непријатна тема, бидејќи станува збор за болест која што засега доколку нема рана дијагностика и навремено откривање, за жал крајот е фатален и разбирливо е, нели, сите оние гледачи кои што ги имаат овој проблем да бараат решение. Оно што ние ќе потсетиме дека е наша тема е секако самата рана дијагностика, односно конкретно за самото дијагностицирање и детектирање на малигните тумори и на останатите болести кои што ги споменавте, а спаѓаат во дел на болестите на кои што може да се изврши рана дијагностика со техниката 5КТ. Ивана, морам да кажам дека за да им биде појасно на гледачите дека на ваков тип на испитување пациентите не можат да дојдат самоволно. Нели? Сепак треба да имаат некаков... Значи, можеби, еве, ве заболи глава, па ќе одите ќе побарате магнетна резонанса на мозок и, нели, без никаков проблем може да се направи. Значи, за ваков тип на испитување се уште, освен во Јапонија, постои една мала студија каде што е правено 5КТ скенирање без некоја посебна причина, нели? Ме прашавте што е најчесто од пациентите поставено прашање, поставено и дали можам да направам 5КТ да видам дали имам некој карцином во телото, нели? Многу луѓе си го поставуваат тоа како прашање, меѓутоа не е дозволено само иницијативно. Така да сите пациенти кои што имаат одредена симптоматологија, значи, најпрво треба да се јават кај соодветната институција во зависност од, нели, симптоматологијата и од органот кој што ја продуцира симптоматологијата, а потоа лекарот специјалист дава индикација за тоа во кое време да се направи 5КТ скенирањето, нели, со претходна подготовка. Бидејќи па и во текот на лекување на онколошките пациенти постојат одредени периоди каде во кои што се прави 5КТ скенирањето. Значи, може хемотерапијата да ни даде лажно позитивен или лажно негативен наод. Радиотерапијата исто така да ни даде лажно позитивен или лажно негативен наод. Значи, се смета дека 2 недели после хемотерапија е идеален период за 5КТ скенирање, 1 до 3 месеци после радиотерапија. Значи, сето тоа има причина зошто и од таа причина е потребно да лекарот кој што го индицира 5КТ скенирањето знае што бара со тој тип на исследување и во кој период пациентот треба да дојде за тоа исследување. Така. Добар ден за гледачите кои што ги имаме на линија со следно прашање. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до емисијата. Јас покасно се вклучив, меѓутоа сакам да поставам едно прашање во врска со немам дијагноза уште поставено, но да прашам каде да се обратам. Добро. Вака, од пред една недела имам болки во грбот. Во стомачни болки немам, а имам болки во грбот, така малку, не знам како на жежење, на печење. Сега имам по обичај тврда столица, може по 3-4 дена да не се испразнам. Сега кога не се празнам, после ми е многу тешко и само еднаш на тоалет хартија видов така као црвена крста. До сега не сум имала проблеми со хемороиди, со тие работи. Отидов кај мојот матичен, тој рече дека 90% се хемороиди. Меѓутоа сепак јас не сум мирна со таа дијагноза, само кажано така устно од матичен. Сакам да направам колоноскопија, меѓутоа тоа болно е. Дали може со целосна анестезија, каде може да се обратам за тоа и дали треба да се прави во овој случај колоноскопија или да останам на тоа дека се само хемороиди, што треба да испитам понатаму. За одговорот однапред ви благодарам. Добро. Ова е може би малку надвор од темата. Да, нема проблем, само чисто од моите општи познавања. Секако дека пациентката мора да се јави кај гастроентерохепатолог, кој што прво ќе направи инспекција, односно визуелна проценка дали постојат хемороиди надворешни и внатрешни. Значи, па потоа ќе се направи колоноскопија во колку е потребно, бидејќи вели пациентката има сокрвица после дефекација, значи тоа е еден симптом кој што мора да подлежи на исследување. Значи не смее да се остави така,
да мислиме дали се хемороиди или не, бидејќи секако раната диагноза на канцер на дебелото црево значи апсолутно добро излекување. Да. Во колку нели постои. Сега пациентката спомна и симптом болки во грбот, да. значи тоа бара исследување од друг специјалист, значи болките може да бидат во грбот од различна причина, мијалгија, меѓутоа може да бидат и сериозни. Така да секако првично нека направи испитување кај гастроентерохепатолог, па потоа тој ќе упати каде треба понатака да се исследува. Да, неопходни се испитувања за одредување на евентуална диагноза. Дали имаме друг гледач? Добро, ќе продолжиме со нашиот разговор, но каде што застанавме, а ќе позборуваме малку за самото функционирање на ПЕТ центарот, како функционира ПЕТ центарот во Аџбарем Систина и што се треба да има еден ваков центар за да функционира, вклучувајќи го и тука и кадарот на вработка. Значи секако дека не е едноставно да се отвори ПЕТ центар, тоа е голема инвестиција. Значи се уште се смета дека 5КТ апаратот, а во поново време и 5 МРА апаратот се едни од најскапите апаратури. Меѓутоа апаратот како апарат е една техничка алатка, потребно е цела една логистика, па подготовките кај нас трае малку подолго со консултација на светски експерти во областа на ПЕТ скенирањето за подготовка на заштитата од ионизирачко зрачење кој што постои во овој оддел. Значи целиот оддел е обезбеден со соодветни мерки за заштита од отворени извори на ионизирачко зрачење, како за заштита на пациентот, така и за заштита на околината и персоналот кој што работи во еден ваков оддел. Инфраструктурно, самиот ПЕТ центар треба да поседува посебен дел каде што се врши прием на овие радиофармацевски препарати, кои што се доставуваат од посебни влезови во ПЕТ центрите и веднаш се транспортираат до радиофармацевски лаборатории. Значи, треба да постои радиофармацевска лабораторија која што е специјално дизајнирана за работа со вакви извори на ионизирачко зрачење. Значи, во оваа радиофармацевска лабораторија се двојат дози, се мери нивната активност и потоа се ставаат тие дози во специјални заштитни контейнери со кои што се транспортира до местото каде што се аплицира дозата. Значи, реков посебен влез, радиофармацевска лабораторија, потоа следат просториите за апликација. Значи, за ПЕТ скенирањето има поединачни простории за секој пациент, за да немаме кумулативна доза, нели? Кога би ставиле повеќе пациенти во еден простор, би имало многу висока радиација. Значи, пациентите престојуваат во тие делови. И посебен дел е просторијата каде што се инсталира 5КТ апаратот со една контролна соба, која што е исто така посебно оградена од 5КТ апаратот, повторно за заштита на персоналот кој што работи во самиот ПЕТ центар. Значи, освен инфраструктурата, потребно и соодветно образован кадар за ваков тип на изведување. Значи, ние располагаме со нуклеарни радиолошки технолози. Значи, радиолошки технолози им е примарната едукација, кој што потоа има добиено дозвола за работа со отворени извори на ионизирачко зрачење. Потоа специјалисти по нуклеарна медицина кои што го изведуваат протоколот и читањето на резултатите на 5КТ скенирањето. И не помалку важна алка, морам да ги споменам, административните работници кај нас, бидејќи тие се основните кои што при закажување на пациентите вршат на некој начин едукација за подготовката на пациентот. Секако заедно во соработка со медицинските сестри кои што вршат апликација на радиофармацевските препарати и тие имаат посебна дозвола за работа со ионизирачко зрачење. Значи, целиот персонал во ПЕТ центарот потребно е да биде едуциран за постапките на изведување на сите нуклеарно-медицински постапки, а секако и 5КТ скенирањето и за едукација на некој начин за физичкиот дел, за заштита од ионизирачко зрачење, како не би настанало непотребна контаминација на просторот на пациентите и така натаму.
Што значи дека со еден збор потребно е малку по следење на светските стандарди, за да се добие еден функционален ПЕТ центар кој што ќе биде безбеден и за пациентите, и за персоналот, и за околината, а ние секако ги исполнивме сите тие услови и ги потврдуваме секоја година со обновување на дозволата за работа. Да. Рековме дека техниката ПЕТ-КТ се употребува за откривање на малигни тумори, но и за останати болести, споменавте можеби 10%, но сепак се користи. И сега да подсетиме, односно малку повеќе околу тоа да кажеме за останатите заболувања кои што може да помогнат. Само ми се чини дека ми даваат знак дека имаме гледаш. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Добро, ако има гледач ќе се вклучи, верувам. Ќе го слушнеме. Така. Значи, искрени да бидеме, најголемиот процент, реков 20%, добиваме онколошки пациенти. Меѓутоа, не помалку се и, односно 10% отпаѓаат на не помалку значајна е ПЕТ-КТ диагностиката и кај овие другите во неврологија и во кардиологијата. Во однос на кардиологијата постојат многу пофреквентно користени нуклеарно-медицински постапки со други гама емитери, радиофармацевски препарати. Најчесто користенето е МИБИ, технициум 99, кој што дава многу подетален увид во срцевиот мускул. Меѓутоа, велам, кај нас е тоа така, бидејќи самата процедура е поевтина како процедура и самиот препарат е поевтин, па сметам дека заради тоа не се користи ПЕТ-ЦТ толку често во диагностика на срцеви заболувања, иако во светот е толку развиена, значи срцевиот мускул е еден, така да кажам, орган кој што акумулира доста гликоза, бидејќи е многу активен. Значи, тој е речиси постојано во контракција, нели не можеме да го смириме срцевиот мускул. Значи, тој се контрахира постојано и користи гликоза. Па тоа е, како што реков, искористено за да се види кој дел од срцевиот мускул е виабилен, жив, а кој е исхемичен, инфарктен и така натаму, што секако ќе им помогне на кардиолозите во правец на понатамошна тераписка постапка и секако квантифицира колку од тој мускул е виабилен и квантитативно во бројка, па понатака реков многу корисно за тоа дали ќе подлежи на некоја хируршка интервенција, стентирање или така натаму пациентот. Многу позначено е исто така и по реканализација на коронарните крвни садови ова тип на испитување, значи за да се види дали тераписката постапка дала ефект, односно дали претходно невиабилен, нежив дел од срцевиот мускул после постапката е вратен во нормална состојба. Значи тоа е еден метод кој што е многу значаен и кој што им помага на кардиолозите за успешноста на третманот. Реков, освен во кардиологијата, онкологијата се користи и во неврологија. Да, пред да продолжиме за неврологијата, се извинувам што ќе ве прекинам, ќе запаметам каде застанавме, да го вклучиме гледачот да не чека. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Слушаме, да? Да, се слушаме одлично, повелете се прашањето. Мажот ми има зрачење 10 на главата. И сега многу повраќа и исплукува шлајм. Изнемоштење, не може да оди, не може да јаде, ослабе 15 кила. Што понатака? Значи, повторно прашање до онколозите. Да, значи, нормално после радиациона терапија е речиси многу често да има повраќање, централен тип на повраќање се вика ова, значи не е повраќање иритирано од гастроинтестиналниот тракт, туку веројатно се работи за централен тип на повраќање. Што е реакција од самите зрачни? Од самата зрачна терапија на мозокот, секако имам центар за таков центар во мозокот. Значи, потребно да се консултираат онколозите, значи знам дека кај нас се даваат препаранти, антиеметици и во текот на третманот и после, и да се открие причината зошто тоа се случува. Значи, ќе мора консултација со онколозите, односно одделот каде што е спроведена оваа радиотерапија. Така. Са не напомена и пациентката што е примарно и така натаму, нели, воколку примерно е примерно во мозокот, тогаш е ова што го објасни. Воколку е примерно на друго место, а ова што се зрачало се метастази, тогаш постапката би била поинаква. Значи се зависи од целата историја на болеста. Така. Значи останатото е совет со
конкретниот доктор или Да, онколог да. кој што Таму нели, каде го што е води спроведена случајот. на радиотерапија, тоа е, таму е најдобро, би знаела, оние знаат сигурно историјата на пациентот. Така. Застанавме кај неврологијата, односно невролошките заболувања. Така, значи кај неврологијата се во протокол ставени две индикации, тоа е кај деменција и кај епилепсија. Значи кај епилепсија никај секаде, туку само пред хирушка интервенција, зашто е ова значено. Значи епилепсијата може да потекнува од еден фокус во мозокот или да бидат повеќе фокуси. Операција се препорачува кога постои еден фокус. И велиме се прават два типа на студии со 5К скенирање. Велиме иктална студија, или тоа значи во моментот кога настанува напад на епилептичен напад, и интериктална студија, односно меѓу напади. Да немаме Гледаш, да. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Добар ден. Вака, сега заслушав нешто, ме интересира цената на снимањето. Како? Цената на снимањето. Цената? Да. Цената, тоа верувам дека и самата докторка ќе ве Може упати. слободно да се јавите на 3099 Тоа е телефонот на нашиот контакт центар, па они ќе ви информираат комплетно за целата услуга. Мислам сега да не... Да, така е. Да. Унаму каде што ќе ги добиете информациите од прва рака и унаму каде што треба да се информирате, всушност е тој телефонски број каде и покрај цената ќе ги добиете, верувам, и останатите информации кои што ви интересираат. Да, ако е тоа се, да продолжиме со разговорот, доколку немаме и друг гледач. Немаме. Може да продолжите, повелете. Добре, застанавме, значи, кај овие две студии кај детекција на епилептичен фокус. За изведување на овие два типа на студии секако ни е потребна тесна соработка и со невролог. Значи, икталната студија, студијата во напад, е потребно да има мониторирање. Значи, во моментот кога ќе регистрираме дека постои епилептичен напад, се аплицира радиофармацевскиот препарат и потоа повторно е идентичната постапка, 1 час чека пациентот, се прави сликање и би требало на таков наод да биеме топла зона или хотспот, ние што велиме, местото каде што е жариште на епилепсијата да се покаже како обоено или топла зона на скенот. И реков се прави и интериктална, значи овие две студии се компарираат. Интериктална се прави во било кое време кога нема напад пациентот и во интерикталната студија треба оваа иста зона која што ја гледаме во иктална студија топла, да ја гледаме ладна, односно како дефект. Со компарација на овие две студии заклучуваме дека на тоа место, да речеме во темпоралниот лобус на мозокот, се наоѓа епилептично жариште, со чие што хирушко отстранување би се решил и проблемот. Значи, тоа е по однос на епилепсија и кај деменциите, значи како што напоменав на почетокот, се повеќе популација на млади години покажува симптоми на заборавност. Деменцијата е едно заболување за кое што, така да кажам, не постои излекување, туку е возможно само успорување на процесот. И тука раната диагноза има големо значење, нели, да се диференцира дали е таа заборавност од преоптеретеност, од многу информации, брзо темпо на живење или се работи за вистинска деменција. Карактеристично за луѓе во подминати години. Така, меѓутоа во поново време, ако ги прочитате статистиките, се повеќе имаме појава на деменција и во порани години, а тоа може да се должи на брзата диагностика во светот, бидејќи нели многу често забораваме и го препишуваме тоа на други симптоми. Така да во светот се прави овој тип на испитување и на 45-50 годишни пациенти, каде што има успех бидејќи се успорува процесот и може да доживеат длабока старост без оние тешки симптоми кои што знае да ги јави деменцијата. Значи, тука главната суштина е да се детектира за каков тип на деменција се работи и ние специјалистите по нуклеарна медицина имаме посебни скенографски параметри и знаци според кои што процедуваме дали се работи за Алцхајмерова, за мултиинфарктна, за некој тип на Паркинсонова болест, за Хантингтонова деменција, значи многу типови на деменции кои што бараат и соодветен различен третман. Така да тука го наоѓа значењето овој тип на испитување. Така. Тука ќе ја споменеме во продолжение на разговорот и бидејќи вие сте специјалист по нуклеарна медицина, секако во доменот на вашата работа е и дијагностицирањето на карцином на тироидна жлеза, што исто така е, да кажеме, нажалост, чест проблем.
Па околу самата улога на ПЕТ-КТ апаратот во диагностиката на карциномот на тироидна жлезда. Добро што се надоврзавте, нели? Мојата субспецијалност, така да кажеме, тироидната патологија. Карциномите на тироидна жлезда имаат друг тип на диагностика. Значи, постојат 3 типа на карциноми на тироидна жлезда. Да, ти ослушаме прашањето. Да. Добар ден. Добро, се сличи гледачот, продолжете. Така, значи, постојат добро диференцирани и лошо диференцирани тироидни карциноми. Добро диференцираните тироидни карциноми обично имаат добра прогноза и кај нив, значи таков е папиларниот, фоликуларниот тип на тироиден карцином, и кај нив, особено кај папиларниот, во диагностика не се препорачува ПЕТ-КТ скенирање. Многу ретко наоѓаме случаи кои што доаѓаат со метастазиран папиларен тироиден карцином, каде што може да се индицира ПЕТ-КТ скенирање. Најчесто се тоа локализирани тумори во вратот, значи се диагностицираат многу рано, без да пројават локални или далечни метастази, и излекувањето е 100% со постоење на радиоактивниот препарат јод-131, повторно еден од многу специфичните препарати од нуклеарната медицина, кои што се користи за терапија кај пациенти со тироиден папиларен карцином. Значи, овие пациенти се оперираат, се вади тироидната жлезда и потоа им се дава радиоактивен јод, со што нели, во колку немало претходна метастази, завршува лекувањето, секако неопходно е понатака следење. Меѓутоа, кај фоликуларниот тип, па и другите типови од типот на медуларен тип на тироиден карцином, се индицира некогаш ПЕТ-КТ скенирање во следење на ширењето на болеста. Фоликуларниот исто така се следи со радиоактивен јод, и скенирање се прави со овој тип на радиоактивен препарат, меѓутоа во колку кај овие добро диференцирани карциноми има знаци ехографски дека нешто се проширило од карциномот, а маркерот тумор кој што е за овој тип на карциноми, тиреоглобулин е нормален, значи немаме никаков знак, па и скенот на цело тело со радиоактивен јод е нормален, во тој случај постои индикација да се направи ПЕТ-КТ скенирање, за да видиме дали постојат некои клетки кои што велиме станале јод несензитивни, па со оваков тип на скенирање со јод-131 не се детектираат. Истото се однесува и за фоликуларниот тип на карцином, а кај медуларниот тип на карцином, значи има други поспецифични сликања, значи се прави понекогаш скен на коски со радиоактивен изотоп за да се видат скелетни промени, се прави скенирање со петовалентен ДМС. Значи, тоа се поспецифични снимања, а поретко се прави скенирање со ПЕТ-КТ. Или со една реченица би рекла дека кај тироидниот карцином ПЕТ-КТ диагностиката е само во следење на расширеноста на болеста, не во примарна диагностика. Така да во примарна диагностика постојат други по-сензитивни методи. Така. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Се јавува гледачка што пред 4 години оперирана од карцином на дојка. Правам редовни контроли и тумор маркерите тука некаде горна граница на референтна вредност. Па ме интересира колку кошта ПЕТ-КТ вакво скенот би сакала да направам. Да, е тоа у склопот на нуклеарна медицина на клиничкиот центар, пошто сега се уклучив. Да. Значи, оваа техника ја има единствено во Аџибадем Систина, еве едно мало подсетување за вас и за оние кои што потоцно се вклучија. Пред малку гледачката исто прашуваше за цена и ја упативме на телефонскиот број кој што сега доктор Лилјана ќе го повтори и за вас и за оние кои што не успеа да слушнат. Така, значи тоа е телефонскиот број 3099 500. Тоа го има секаде и во новини на нашиот сајт. Значи тоа е на нашиот контакт центар каде што може да ги добијат сите информации околу цена, термини за закажување и така натаму. Да, начин на закажување и се што е потребно. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Добар ден. Поздрав до студиото, поздрав до лекарката. Јас имам еден внук од 15 години. И оваа година последнава, меѓутоа тој е одличен ученик, нема проблем со ништо. Оваа година му се јавија некои напади, така некој згрчување. И направивме све испитување и се докажа дека нема
на епилепсија наоди, меѓутоа ова се третира како некоја пубертетска епилепсија. Сега дали тоа постои така? Дете во 3-4 месеца нема више така, не му се кучува така. Меѓутоа не загрижува дали тоа ќе се повтори дека трае пожитото, тоа ќе биде така или пак како ќе биде не знае, ние сами. Ви благодарам на прашање. Добро, благодарам за јавувањето. Значи, ова треба да се упати пациентот на невролог и да се следи, да се одреди точно типот на епилепсија, пубертетска, тоа е малку назив. Значи, сепак е млад пациентот, треба да се направат детални испитувања, сите испитувања кои што се прават за диагностика на епилепсија во неврологијата. За ПЕТ-КТ скенирање тука не станува збор секако, нели? Реков, индикација само пред хируршки третман на веќе докажана епилепсија. Така. Имаме уште малку време до крајот на емисијата. Зборувавме за самата детекција на тумори кај тироидната жлезда, но во контекст на ова само исто сакав да се надоврзам со прашањето на што се должи зголемувањето на бројот на тумори кај тироидна жлезда во последен подолг период. Вие како диагностичар од ваш аспект едно видување. Познати има многу причини за појава на канцерските заболувања, односно дури и за појава на сите нодуси или тумори во тироидна жлезда. Значи се смета дека изложеноста на радиација е еден од главните фактори за трансформација малигна на овие нодуси. Потоа секако дека сме забележале дека постои генетска предиспонираност, односно дека не е наследна болеста, туку дека постои појава на ваков тип на заболувања кај повеќе членови од исто семејство. Потоа, така да кажам, не третман брз, ефективен на нодуси кои што се со калцинации или со одредени промени, затоа е потребно да се следи мултинодозна или нодозна струма или гуша, редовно да се прават исследувања од типот на биопсија, следење на растот и така натаму, за да навремено се забележи трансформацијата. Бидејќи сме наоѓале карциноми и во мали нодуси, кои што нели пациентите обично викаат мало е, да не се пунктира и така натаму, сме наоѓали секако во големи гуши, а многу често во последно време наоѓаме и нодуси во Хашимотова струма или едно автоимуно заболување на тироидната жлезда, кои што многу често ги детектираме после оперативно лекување дека се одреден тип на карцином, најчесто папиларен карцином, па тука би рекла дека корелацијата е една автоимуна основа исто така на настанување на тироидните карциноми. Значи, автоимунните заболувања се повеќето, нели, ги лекуваме од кога веќе ќе настане симптоматологија, така и овде, значи, нелекуван Хашимотов тироидит со нодус може да претрпи трансформација на нодусот и да тој се трансформира во одреден тип на тироиден карцином. Да го слушнеме следното прашање. Добар ден. Дали се слушаме? Да. Повелете со прашањето. Ака едно прашање до докторката, ако може. Може. Оперирана сум од СЦА маме пред 10 месеци со помината хемотерапија и зрачење. Па ме интересира за ПЕТ скенот. После колку време би можело да се направи тоа испитување, Дали по тоа е локално само тумор на дојката или сте имале и метастази во текот на диагнозата? Зафатени лимфни жлезди 3. Така. Добро, благодарам. Значи, кај карциномот на дојката најчесто ПЕТ скенот се прави секако како следење на проширеноста на болеста и после завршена хемотерапија и радиотерапија се препорачува 3 месеци да поминат па да се направи ПЕТ-КТ скенирање. Зошто? Заради тоа што самата радиотерапија, хемотерапијата не. Хемотерапијата, ако е само хемотерапија, може после 1 месец. Меѓутоа, самата радиотерапија, зрачна терапија, прави оштетување на ткивото, ослободување на супстанции кои што ќе го акумулираат овој препарат и ќе добиеме лажно позитивна слика на инфламација на околното ткиво, нели, каде што е изведувана радиотерапија. Така да се препорачува и е утврдено експериментално дека за 3 месеци зараснува околното ткиво и е тоа идеален период после кој што може да се направи ПЕТ-КТ скенирање. Така. Дали имаме следен гледач?
за да не ве прекинувам постојано во текот на вашите одговори. Ни споминавме за самото скенирање во техниката 5К, односно со апаратот 5К, кога еднаш веќе ќе се случи, нели се одредува, снимките го кажуваат резултатот и доколку треба да се одреди некаква терапија, дали во склоп на таа терапија потоа следуваат и останати скенирања исто со и колку би можеле да бидат тие на број? Значи, како што реков, индикацијата за скенирањето е најдобро да ја даде лекар специјалист. Ние како специјалисти по нуклеарна медицина, според нашите протоколи, значи во светските и европските протоколи е точно познато кај кои индикации, во која фаза од диагностика, третман и посттретман се прави 5К скенирањето. Значи, како што кажав, најбитен е тој иницијален 5К скин, за да ние имаме со што да компарираме. Бидејќи скенографската компарација е различна од компарацијата со другите анатомски моделитети на сликање, како што компјутерска томографија и магнетна резонанса. Значи, ние компарираме и големина на промена и метаболна активност. Значи, ако имаме иницијален скин, ја мериме големината на промената, ја мериме метаболната активност на промената. Во текот на третманот, во колку се прават 5К скенирања, се прави истото и се прави и визуелна компарација и квантитативна компарација, што е многу добро, значи правите дупла проверка на тоа што го диагностицирате. И на тој начин добивате еден добар параметар за следење на ефектот на терапијата. Рековме дека една од придобивките и значена во планирање на радиотерапија. Што тоа значи? Значи, со помош на ПЕТ-ЦТ се ограничува полето на метаболна активност. Значи, еден тумор може да е голем, меѓутоа да не е метаболно активен целиот, да има одредени зони на распад, на некроза. Значи, со оваа постапка, одделот за радиотерапија прави ограничување на полето на кое што ќе следи третман, што е многу значајно, значи да немаме радиација на околното здраво ткиво. Значи, тоа е исто така многу значајно и потоа следење на ефектот со 5К скенирање на радиотерапија. Значи, гледаме дали радиотераписката постапка ја намалила метаболната активност. Бидејќи ако правите само компјутер, може да биде туморот 5 сантими пред третман, 5 сантими по третман. Меѓутоа, пред третман да биде метаболно активен, по третман да не биде активен, да биде само фиброза. Нели? И кога би имале само компјутер без 5 компонентата, не би можеле да одредите каков е ефектот на терапијата. Така. Еве ќе го вклучиме и последниот гледач за денеска. Добар ден. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Едно прашање до докторката. Да, повелете. На 8 март прошлата година направи веќе отстранета ми е дојката со сантимипл, прв степен на канцер. Сега, тоа се испитано жлезди, све нигде немаш чиста бев и гинеколошки и со жлезди, само појде по, ми се појави на овие лопатките горе на крлицата долу и малку на лопатките горе на плештите. Сега, јас бев крупна жена во тој момент, али цела преку 5-6 месеци не знае што ми е и после се откри, изгубивме во време и сега од тоа натака сум вака физички добра, хемотерапија примав, сега примам месечно. Едно како инфузија го викат од 50 мили, го примам тоа и примам она што зомета, како се вика, така. Сега болките ми се, мислам, јас све физички активна работам, се движам, кујната е моја и сакам да ја прашам докторкава, кој ќе седам во ред, ништо не ми е. Мислам, болки немам. Пијам само до рета од најслабите 325, колку се тие, по едно на ден, али не се поправам. Не одам во килажа. Дали ме разбирате? Да. Бев крупна жена од 80 кила, а сега сум на 50 кила. Од тогаш навака, пошто изгубивме во време, јас кога имав многу болки, не знаев што ми е, јас тогаш ни јадев, ни пиев, нормално и тогаш изгубив во килажа. И, иначе, многу ми се јаде, конзумирам све. Мислам све, се придржувам на дисциплинирана на тие работи што не треба да се јадат и така, колку што сум обавестена, мислам, колку што читам и така што треба, што не треба да се јаде за таа работа. Да. Еден совет од докторката.
Добро, благодариме за јавувањето. Сега и тоа да ви кажам дека скен на коски ми дадоа, али уште не ми се јавија. Еве поминаа 2 месеци, чекам да ми се јават од патофиза. Кога ќе биде тоа, не знам. Да се направи скен на коски. Тумор маркерите за 3 пати биле се намалени. 2 пати ми имам испитано, последното испитување, вика докторот, 3 пати ти се намалени од последното, а последното беше и прво. Добро. Така, одмерето, Добро, одлично. совет од докторката, мислам, едноставно совет да ми даде. Да, ви благодарам за јавувањето. Одлично ја објасни својата историја на болеста пациентката во кратки црти. Значи, постапките што се изведени, според моите познавања за протоколот, се така како што треба. Значи, многу често во колку кај карциномите на дојка, една од првите исследувања е скенот на коските, кој што секако се прави во склоп на нуклеарната медицина со технициумски препарат. Значи, е многу специфичен и сензитивен за детекција на метастази од карцином на дојка. Веројатно, ова што го кажа пациентката лопатки карлица, се откриени метастатски промени во тој дел на коските. И сега, ако компарирам дали скен на коски или 5К кај ваков тип на пациенти, јас би преферирала скен на коски во колку се следат само скелетни лезии без промени во виталните органи. Значи, кај пациентката, колку што разбрав, маркерите се добри, нема промени во виталните органи, така да следењето би било со скен на коски, кој што е и поевтин и посензитивен во однос на скелетни промени, бидејќи 5К скенот детектира само, велиме, остеолитични скелетни промени. Што тоа подразбира? Само коскени промени кај кои што имаме распад на коската, а додека постојат и други метастази, така наречени остеобластни, каде што имаме градење на коската, кои што се тешки за детектирање со 5К скенот, па се детектираат со скенот на коски со технициум 99, посебен препарат МДП или така наречен метилен дифосфонат. Во однос на слабењето, значи сепак поминала една болест која што нели е тешка, поминала хемотерапија, сето тоа делува врз метаболизмот. Мој совет е во колку пациентката е во можност да се консултира со нутриционист, значи да ја даде еден правилен режим на исхрана, можеби нема доволен баланс во внесувањето на одредени супстанци, значи да он одреди како да се храни, па да секако и потребно е период за да закрепне од едно такво заболување. Така. Ајде имаме уште еден гледач, ќе го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Повелете, ве слушаме. Ве слушаме, повелете со прашањето. Ве молам, јас сум жена 73 години. Ја имам реума лупус на 40 години. На 40 години добив реума лупус. Добро. После тоа шеќераш сум и шеќерот ми е стално висок. Не ми беше толку сега, само висок и висок. И имам 6 стенови. 2 во врат и другите на срце. Стентови, така ли ви разбрав? Да, мислам дека да. И стентови, да. Да. 6 стентови имам. 2 во на врат од едната страна и од другата. И сега нешто отечувам. Тоа само да прашам. Што отечувам цела снага? Отекувате? Тоа е прашањето? Зошто отекувате? Зошто отекувам? Добро. Дали од срце, дали бубрези нешто имам, дали не знам што. Цела снага ми отекува. Највише носем. Ќе ви се заблагодарам за јавувањето и за прашањето кое што за жал не верувам дека така можеме телефонски да го одговориме. Болести кои што имаат некоја автоимуна основа, претпоставувам, реума, лупус, диабет, значи се тоа болести кои што не се поврзани со 5К скенирање. За жал, меѓутоа пациентката да се обради до најпрво до реуматолог, ендокринолог, значи кои што ќе направат увид во незината состојба и ќе кажат што понатака. Значи ендокринолог и реуматолог, значи Тоа е советот кој што можеме да го дадеме ние од тука, бидејќи не е благодарно да се одговара на нешто што тоа е друга сосема дисциплина. Да. Се дојдовме до крајот на денешното издание на Алфа Ординација, во кое што целосно и детално објаснивме за самата техника 5К, за која беше наша денешна тема, се со цел за брза и ефикасна диагностика на малигните тумори, но и на останатите заболувања кои што ги споменавме и убаво ги објаснивме. Благодарение на вас.
вас. Ви благодарам што денеска бевте заедно со мене и со нашите гледачи, одговоривме на нивните прашања, но и детално го разработивме нашиот концепт со тоа што верувам дека постигнавме една цел наша денешна, а тоа е поголема информација и едукација на пациентите кои што за жал ги имаат овие проблеми, за да може брзо и ефикасно да се диагностицира, понатаму и да биде овозможена побрза терапија за закрепнување што побрзо. Ви благодарам за денешното гостување и верувам дека ќе се видиме во следна прилика со нова тема. Благодарам и на вас за поканата. Тоа беше доктор Лилјана Моратовска, специјалист по нуклеарна медицина во Аџибадем Систина, а наша денешна тема беше брзо и ефикасно детектирање на малигните тумори со 5КТ техниката. Ви благодарам за денешното внимание и вашето денешно учество во Алфа ординација и како и секогаш, така ќе ви посакам, односно ви преостанува да останете со програмата на Алфа, бидејќи следува новото издание на Збор по збор и новата тема во која што денеска може да се вклучите. Довидување до утре.